This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Како сте задоволни од овој албум, од Пијаниот Слави? Мене бе, како сум, многу сме задоволни. Па, нормално, напојке. Нормално, иначе ќе... Тоа од нас, неблагодарна е таа споредба. Ако не бев незадоволни, ќе обуставевне производња. Не, нормално. До еден стадиум, значи никогаш не си до крај задоволен, ама во еден момент пресекуваш, викаш ова нема крај, се оди во нано незадоволство. Тоа е перо за задоволството. Значи, има 6 песни Да. и веќе имате пуштено на YouTube за слушање. Да. Која по вас е фаворит на овој албум? Мислиш која е најпоќе има гледаност или која е... По вас, не мора по слушачите сами ги... По нас сите. Така? Сите шо, мене ми се сите убај. Многу незгодни прашања за нас поставуваш. Ова е за публика се прашања, сите. Кој ви гостува во албум? Гостува Васко Атанасовски. Тој ти е македонски словенец, натурализиран. Пред не знам колку години таму. Дедо му е од Македонија. Вечерва тука има концертна промоција Скопска. Вечерва скопска концертна промоција, да. Со Васко Атанасовски како гостин. Да, без Маријан Станич. Тој не е гостин, тој не е како остална постава, меѓутоа во моментот е во Америка, во Њујорк. А еве го и Васко стигна. Дојди, награда ќе ти дајме. Ево. Значи ова е Васко. Еве може. Зошто Пијан Слави? Еве. Оти не е трезен. Па мораше некако да види. Пијан Слави, ќе морам сега на поинаков начин, значи да не се повторува. Многу често прашање стварно. А многу неблагодарно за одговарање. Значи наслов е многу тешко да се одговори со прашање зошто. Слави група на Facebook, кој има врска со ово? Не, тоа сум јас, приватен профил ете. Кога го се уклучив на Facebook после подолга пауза, нешто се правеше концептот за тој Пијаниот Слави. И јас си го ставив тоа како никнейм на профилот, профил име. Ама после испадна дека е добар наслов за албумот и така. Ништо бе, Славејчето си пеи за љубената и кој ќе си спијани онака доста драматично. Видео приказна ќе има ли на некој од песните? Дали ќе биде нека видео прича, неки видео спот? Видеоспот? Да, за ове Šta ja песме. za to da kažem? Па За не, која песна? шта ти мислиш? Pa trebalo bi da bude. Evo sad nešto se snima. Počeli smo. Tako da, ne znam, prvo jedna, pa druga, pa treća, barem 3 od koliko, 6 pesama je na albumu. Па да, 50-50. Кажете ми, дечки, елај се ти греват некако, барем вака, како момент се издвои од сите песни, како најголем сингл. На Неза можда видео... А прва беше пуштена таа, прва. Така и беше замислена. Да. Прва беше пуштена. Пред да излезе албумот. И после тоа оставивме да видиме како. После излева и другите песни. Добро, конкретно кон некого е Кон насочен ли за сите општо дека во кревет многу по добри работи се прават него Него на улица. попријатно е, да. Попријатно е. Попријатно. Добро, доста има вака битолско во овој албум. Баше, ако другите имаше некои моменти на, не знам, европско, светско, нешто влијание, вака овој, да го карактеризирам тоа скроз матурски албум битолски. Веј вака сај, Битола е светски град, и свини вака. Да не се вреѓаме. Не се врега. Не, вака тенди е битолски, мислам, и муаветот, и ми падна газо, и елај си кревет. Абе нема бегање, тоа е, тие сме. Како сакаш врти, па битолчани ки личиме. Мислам, преправај се, па тие сме. А имаше шанси да свирите дел од ова негде надвор? До сега дали имаме негде надвор свирено? Па првата промоција беше уствари во Љубљана.
Да, И како? фантастично. Како битола во Лјубљана, како? Па Елај си в кревет. нас Ljubljana nije како втор град у ствари. После Битола Скопје, следно ни е Ljubljana. Да. Што прават на елај си в кревет? Па одат, не одат в кревет нормално, испрве. Ма ја пеат, мислам, ги разбираат словенец. Елај си в кревет, како е на словенски? Приди в постелю, како? Кревет? Има ли кревет? Постелја. А, постелја. Да, да, да. Ама јасно им е за како кревет. Жижок, Вроч, вруч. врочи Да кај. музиката што ја прави Фолтин. Како? Без разлика сега на овие текстови што Музика се кој ради на Фолтин. Битолски. Како проаѓа горе? Мислам, ја контат, ја разбираат. Па многу фенова има у Словенија Фолтин. Значи увек кад свирише тамо сад веќе годинама долазите и увек су пуне сале и баш су луѓи кои следе Фолтин и мислам да имају супер публику у Словенија. Па македонци сигурно, да, а други толку не, мислам не разумеju, али разуме музику. Добро. Сега после ова мислам дека сигурно ќе имате некоја европска турнеја летово. Плюс настапувате на овој што е на Пакомак евентов со 3 шишиња. Нели две сега, да не се лажиме. Па се мислам дека две беа. Кој може нека донесе 5? Па, такви екосветски. слушај, две, то се 2,5 карти. Па, зошто да не сакаме ние да... Молим, да, на 20. На 20 јули. Да, на 26. Хавана. Да, Ќе свирите вие таму. да. Тоа колку како бенд вака го очекувате, мислам, дел од настапите да се баш насочени со некаква порака, дали претходно на хуманитарни настани се биле дел? Па сме биле, да, сме биле дел од хуманитарни. Прифаќаме, односно поддржуваме пристојни, пријатни иницијативи, тоа е супер иницијатива да се зачува нашата околина и нели да ја зачуваме нашата планета да биде зелена, да има убав воздух за дишење. Да ги поздравиме, имаме пријатели кои што се зачувување на воздухот во Вака сега, ние ќе излеземе на тие хуманитарни настани, нормално, чат-пат, некојаш колку се може, и за општествената свест, подкревање ќе излеземе се, ама институциите, ако не си го презема тоа како одговорност џабете, тоа да не се лажеме се. Мислам, сите си даваме по 100 денари на тие телефоните, ама ако нема разумен систем кој што ќе се грижи за тоа, пиши му крст. Тоа сакам да кажам. Ти што кажеш? Кажете ми сега за конкретно за албумот малце повеќе ја позборуваме. Значи кој нормално вие самите сте и автори на музиката, на текстот. Каверов е многу интересен, а не можам Масин. да кој го правил. Еве го, тука е. Виш каква случаја, ништо не е случај. Што е нормално, што Како што те побуди пијан Слави, како те асоцираше па ваков кавер да издизајнирате? Па ние си е насловот и текстот и све и ние си соработуваме од мали, кога бевме мали. И еве сега нешто и заедно, поќе заедно го правевме, него ја што го правев. Добро, вие некој на некого нозе се? Да, Чии се? од Исоци. Јас мислам дека не знам. Да не се набранци? Нема шанси. Таква работа, извини. Што е нормално. Ова е пределај си в кревет. Да, тоа е со една нога си во креветот и после Само ше едната да се да. Добро. Значи ова е снимен во живо албум. Па не е снимен во живо, уствари. Не. Во Центарот за култура, во импровизирано студио на сцена. Голема сцена, голем простор, кој што го оградувавме со некакви си големи сунгери со платна, значи импровизирано студио во таков поголем стор. Па не е баш прв пат, стално нешто импровизираме. Во принцип со Ален Хаджи Стефанов снимане за кратко време, за 5 дена, на целодневна работа. И е баш она со пимплање, секој си снима своите делови канал по канал, па чисто, па не чини, па враќаш, па не чини звуко, поправаш, ова треба, влегва од негде, не влегва, излегва, затвораш дупки. Значи многу сунгери, има таму фотели во Домот на култура, да не речам 50 фотели. Сунгерите од сите тие фотели ги употребивме за разделвање на просторите, за да може
Да се впива, да нема ревербрации, да нема... Супер, тоа е. Опа! Опа, келетна. Ти падна. Летна камера. Кажете ми за сега за наредниот период. Летово имате сигурно многу настапи и концерти и дали има можност пак набрзо нов материјал, пошто овде реално треба уште малце, мислам, гладен е народов за добра музика, за убава музика. Вака, значи прво на првото прашање е за летово малце сме посиромашни, нема европска турнеја, нема ништо. Имавме некакви преговори за Германија, меѓутоа се под турнеја за во август, септември, октомври, не знам. Значи течат преговори во врска со тоа. Во врска со второто прашање дали е краток или долг албумот е супер по мене, ми се свиѓа и мене и на сите што го слушна му се свиѓа. Должински, кој сака подолго да слуша, ќе го слушни 2 пати. Прво ја дака. А за следно кога ќе правиме во некое догледно време. Сега да ти кажам дека ќе го направиме во септември, нема да направиме во септември. Не е битна дължината, колко трае, важно. Ја кога ќе станам премиер, ти ќе видиш министар За без ресор. за нешто. Без ресор. А низ Македонија летово? Имате некоја најава за негде сега да Во Дојран. кажем? Имаме во Дојран на Д фестивал таму. Кој ден сте? Од 17 почна до 19, вие? 19. Со Ману Чао. Не. Не знам, Ману Чао Имам запишено 19, така ми реков на 19. Да, изгледа со Ману Чао. Да. Добро, ќе се јават од Пасва продукција, ќе ни потврдат кога е. Да. Друго нешто? Па има нешто таму из Македонија некој. Кај има Крушево, има Ресен, има. Добро се на оваа награда, некој пат добиле друга? Ова ни е годинава втора. Иначе сме добиле најмногу театарски награди. Има добивани и градски награди, не градот што ги дава. Пример 4 ноември го имаме, да. Дури и прилепчанецо го има. Така? Да, инфилтрирана. А од Битолого имаш и прилеп? И прилепско и битолско. Така? А на прилеп има фест? Еј, слушај, и клучот, Чеј микрофон. чека немам, само и клучот од театарот од Прилеп го имав на едно време. Прилеп фест сте свиреле? Прилеп фест. Ова со пивово, со скариве, со Сме свирили. С десната сме свирили. И тоа како... Не без Јас не имам со деца. Не без с десна. Добро да со некој Кога од свирев свирчите. тебе со Само деца. со Сил сме свирили. не знам Со дека Сил. без деца. Два пати сме свирили, еднаш со Сил Еднаш и со вториот Братко на Луис. и вториот брат со брат на нас. Не знам кој беше вториот пат. Добро, вака на некој европски фестивал голем кај Еби, Зигет, со на некој Зигет. окей. Не, окей, него за некој заедно со него што сте свиреле у тој контекст. Поголем некој? Па поголем, помал не е битно, ама да би било кејф дека леле замисли на иста сцена сме со Не со Миро Па не знам, сме свиреле 99-та година со Морено Велосо на Белградскиот джез фестивал. Тоа мене ми беше интересно. Кај сме свиреле на друго место со нешто интересно друго. Миро Масин во Прага е Со Миро Масин исто ми беше исто така во да. Хеј Джо сме ја свиреле во Прага со Миро Масин. Чекај, кај има? Па има, не знам, вака да ми текни, шо знам. Во Скопје свиревме со овој речио како се вика. Да. Со саксофон. Мулато Остатке. Со Мулато Интересно Остатке. беше. Да. На овој фест, да, супер беше и то. Со Зуко 103 која година беше на првиот. Нема да се смееш. 6, 7, 6, 8. Како се викаше фестивалот бе? Со Сончоглед беше. Овај не се сеќам како се викаше. на плажа сте свиреле некој. На Оревче. плажа, на Оревче, да, неколку пати. Да, на Джаде Бостан во Стамбул. И На како плажа таму свирев. во Стамбул турциве шо викаат за оваа музика што ви ја правите? Чок Джузел. Кој Ѓузел таман? Супер, да. Два пати сме свирали во Солун. Во Солун, во Истанбул. Во Солун во Истанбул. Да, во Солун, во Истанбул. На улица Солунска. Добро дечки, тоа е. Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing.